Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Се зголемуваат ли бројот на хематолошки болести во државава? Каква е разликата од пред 10 години? Што се случува сега со клиниката на хематологија и има ли најава за кратко време да се зголеми болничкиот капацитет? Утрово за дел од овие теми, меѓутоа изработењето на клиниката за хематологија, одговори бараме од првиот човек на клиниката, доктор Сонја Генадиева Ставрич. Докторка, добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам на поканата. Најавив дел за она што ќе биде тема денеска во нашата емисија, работењето на клиниката за хематологија. 9 месеци сте директор. Она што го имаме како фидбек е позитивен, дека има позитивни промени на клиниката во моментов. Ајде, кажете вие како прв човек на клиниката, кои се новитетите и што треба да очекуваме за кратко време од клиниката? Ви благодарам уште еднаш на поканата. Јас во овој момент ја имам привилегија да ја раководам Универзитетската клиника за хематологија. Меѓутоа, пред се нафатив на оваа функција бидејќи имав огромна поддршка од моите колеги. Хематологија никогаш не може да биде еден човек. Вистинското функционирање на хематологија подразбира тимска работа и со големо задоволство можам да кажам дека во моментот клиниката оди напред. Имаме подобрување во материјално-финансиското работење, имаме одлични, релаксирани меѓучовечки односи, така да тимската работа го покажува својот резултат и успех. Настојуваме да направиме функционално проширување на просторните капацитети, што ќе подразбира зголемување за над 50% на постојните болнички капацитети. Имаме огромна поддршка во проширување на кадровскиот потенцијал на клиниката и во тек се практично нови вработувања. Така, тоа ќе значи нови вработувања за ваши колеги доктори или на цел медицински персонал? И за наши колеги доктори, и за останатиот медицински персонал, затоа што спецификата на нашето работење со оглед на природата на хематолошките заболувања практично на пиедестал го истикнатува во еден целосен синџир, секоја една алка е значајна, така да практично во секој сегмент на работењето има свој допринос за да можеме да зборуваме за вистинско функционирање на клиниката. И не само тоа, ние аргументирано настапивме кон Фондот за здравствено осигурување со сите нови сознанија во однос на нови современи тераписки протоколи и укажавме на зголемената инциденца за жал на хематолошките заболувања, најдовме на големо разбирање и веќе во јавните медиуми беше обзнането дека имаме зголемување на буџетот. И тој зголемен буџет во моментот ни овозможува да Универзитетската клиника за хематологија непречено работи со целосна, современа дијагностика и современи тераписки протоколи признаени во Европа и светот, се со цел да пружиме квалитетна здравствена заштита на нашите пациенти. Така. Во воведот кажав дека има зголемување на бројот на хематолошки болести, посебно на карциноми. Што ќе значи зголемениот буџет за луѓево кои што нели се пациенти во однос на хоспитализација? Значи, ние практично постојано ги зголемуваме едукативните настани. Настојуваме нашиот медицински персонал, пред се лекарите кои се едуцирани во земјата, едуцирани и надвор, да постојано се во тек со новите научни сознанија, преку посета на симпозиуми, конгреси, размена на искуства, се поврзуваме со регионалните хематолошки центри, со центрите во светот и така натаму, за трансфер за знаења и практично врз основа на тоа ние ги надградуваме нашите современи тераписки протоколи. Зголемувањето на буџетот значи дека ние ќе можеме да направиме реализација на нашите планови. Така. Затекнавте состојба на клиниката за хематологија каде што немаше функционален видеонадзор. Каква е сега таму состојбата и се случува ли нешто на тоа поле? Во принцип, ние настојуваме да сите нефункционални сегменти ги ставиме во функција.
Видеонадзорот не е новина за клиниката за хематологија, по примерот на европските центри, по примерот на останатите клиники. Практично тој е поставен на нашата клиника пред околу 2 децении. Меѓутоа, во моментот на моето доаѓање тој беше нефункционален. Направивме истражување да видиме кога е практично прекинат, побаравме мислење од Министерството, рекоа дека е во наша надлежност и во една најтранспарентна постапка за јавна набавка го ставивме во функција исти онаков каков што бил и претходно, исклучиво со една единствена цел – да се зголеми безбедноста на пациентите и здравствените работници. Околу самиот видеонадзор, има само видеонадзор и каде е поставен тој, по коридорите или има и внатре во... Исклучиво според правилник за видеонадзор. Нема во ниедна ординација, не е нарушена приватноста на ниеден од пациентите. Почитувани се сите правила и начала како треба да тој биде поставен и тоа е исклучиво видеонадзор. Со донесени правилници, назначени лица и се поред. Ништо поразличен од оној кој претходно функционира. Така. И кој функционира во останатите клиники. Клиниката за хематологија има преголем наплив на пациенти секојдневно, на врата се влегува со физичко обезбедување, барем така беше до пред известно време. Каква е сега состојбата со физичкото обезбедување? Дали останува старата фирма се уште и кој ја обезбедува клиниката за хематологија за момент? Клиниката за хематологија се обезбедува подолг временски период. Сите сме свесни за случувањата во општеството, така да се ценеше дека физичкото обезбедување треба да остане, со тоа што анализите покажаа дека можеби треба да се внимава на подобар квалитет на одбирање на физичкото обезбедување и поради тоа пак се спроведува транспарентни постапки за јавна набавка. Во тек е една која не е завршена, знаете секој од оној кој учествува има право на жалба, се уште е во тек и не е завршена последната постапка за физичко обезбедување. Бидејќи имавме жалба и траеше подолго време, бидејќи сме јавна установа, здравствена, од општествен интерес, додека трае постапката, имаме можност за гратис физичко обезбедување од една од фирмите. Значи, во моментов клиниката за хематологија не плаќа за обезбедување се додека не заврши тендерската постапка. Да. Така, значи гратис го добиват. Докторка, на клиниката за хематологија изграден е трет спрат кој што не беше во функција. Се работи ли таму нешто и што да очекуваат пациентите? Дали тоа ќе бидат амбуланти, ќе биде лежачки дел, може ли малку околу третиот спрат да позборувам? Се надевам дека во краток временски период ќе добиете покана. Практично нашата интенција е да одиме напред како клиника и да ги зголемиме капацитетите. Наоѓавме разбирање, огромно разбирање до сите релевантни институции кои ни помогна да практично заживее тој простор кој и стане функционален и во сврха на пружање на здравствена заштита кон нашите пациенти. Така да јас би, доколку дозволите, би оставила да ве поканиме на еден иден настан кој го планираме во скоро време, затоа што тоа ќе биде голем придонес кон подигнување на квалитетот на нашата здравствена заштита, затоа што клиниката реално имаше потреба од зголемување на болничкиот капацитет, кој сега го постигнуваме на некој начин. Така. Видете, ние сме единствена клиника која ги акцептира сите пациенти со хематолошки заболувања во нашата земја. Имаме огромен наплив на пациенти, меѓутоа сите пациенти се прифатени, немаме вратен пациент и јас имав можност пред 2 дена да се сретнам со едно од пациентските здруженија. Не сакам да звучи сега нескромно, меѓутоа фидбекот дека пациентите се задоволни од услугите кои ги добиваат на нашата клиника представува навистина задоволство да се слушне. Секогаш сме отворени за позитивна критика, таа не носи напред, секогаш сакаме да имаме фидбек. Ниеден систем не е идеален за да не може да биде подобар и нашата интенција е да оваа клиника оди напред од ден во ден. Имавме вчера во склоп на тоа што сме акредитирана клиника, мониторинг од страна на Агенцијата за акредитација. На одење колегите го изразија своето големо задоволство дека
ги почитуваме на процедурите и правиме максимални напори за нивно напредување. Времето е можеби нашиот најдобар критичар. Так. Јас би сакала да имаме уште средби во кој би можела да кажам какви нови исчекори прави клиниката за хематологија во името на сите оние кои секојдневно се улагаат во секојдневната работа. Во моментов имате уште една отворена тендерска постапка, тоа е за одржување на клиниката, односно за тендерска постапка за чистење на просториите на хематологија. Стигната е некаква представка до Државната комисија за спречување на корупција во која што се вели дека за оваа услуга досега се плаќале 2 милиони денари, а кај вас побарувањата се 6. Може ли да прокоментираме нешто околу ова, бидејќи дали е точно се во ова и за кога очекувате да се заврши тендерската постапка? Ова прв пат го слушам од вас, до нас не стигнала ваква информација. Меѓутоа сакам само да појаснам за јавност дека пациентите кои имаат хематолошки заболувања се пациенти кои се имунокомпрометирани на некој начин, поради природата на болеста, поради терапијата која ја примаат. Што тоа значи? Тоа се пациенти кои се осетливи кон инфективни компликации. Нивото на хигиената значи голем предизвик во третманот, посебно во хоспиталниот дел кај нашите пациенти. Не е точна бројката, таа е околу 5 милиона, може да се провери по Бирото за јавни набавки, тоа е едно. Второ, ако ние ги прошируваме 50% капацитетите, ако претходно сме направиле анализи, ако сме согледале каде треба да имаме напредок во нивото на хигиената, разбирливо е зошто е нашата амбиција да обезбедиме и подобри услови за обезбедување на хигиената за нашите пациенти. Така. Ајде сега малку позитивно за клиниката на хематологија, многу успешни приказни излегуваат од таму. Кажете ми колку пациенти имате во текот на годината или еве додека сте директор од август месец минатата година. Значи да не ги оптеретуваме луѓе со бројки, меѓутоа некоја успешна приказна кога сте мислеле дека пациентот е безнадежен, меѓутоа излегло дека е нешто сосема поинаку и мислам веќе сте среќни за тоа што го имате постигнато. Видете, јас мислам дека лекарите се позадоволни кога ќе имаме успешна приказна тури од самиот пациент, мада од професионални разлози може никогаш и не го покажуваат тоа. Потоа, нашите пациенти обично немаат само една хоспитализација, така да се воспоставува некој посебен контакт меѓу пациентот и лекарот. Бидејќи, знаете, секоја честа средба го прави своето. На нашата клиника се лекуваат пациенти со хематолошки заболувања. За жал, оние кои се во хоспиталниот дел се над 90% пациенти со малигни хематолошки заболувања. Јас потекнувам од таа клиника, таму е моето прво вработување. Над 3 децении работам во таа клиника и практично јас се сеќавам на моите први професионални денови. И сега, и кога ќе споредам каков е успехот од примената на одредени таргет терапии кај одредени диагнози хематолошки, навистина е тоа огромен исчекор во однос на постигнати добри резултати, во однос на обезбедување на квалитет на живот кај овие пациенти. Меѓутоа, не сакам да се добие представа дека сепак ние ден денеска сегде во светот, а и на нашата клиника, се соочуваме со тешки хематолошки малигни заболувања, кои и во литературата, и во медицинската литература стојат како заболувања кои имаат многу висок морталитет, односно смртност. И за жал, некогаш и итната хоспитализација, нашите максимални напори да направиме брза диагноза, да примениме се што знае медицината, сепак завршуваат со непосакуван исход. Така. Докторка, за крај на интервјуто, вашите колеги, еве ќе ги цитирам, дел од вашите колеги велат дека ракот не се случува преку ноќ. Каква е состојбата во хематологијата, дали има некакви симптоми кои што може да ги препознаат пациентите, едукативно малку да делуваме, дали некакви знаци кои што чувствуваат како симптом треба да им значат да им се запали црвеното светло и да побараат ваша помош или совет? Ние имаме шаренолика практично презентација
секоја хематолошка болест има своји симптоми и знаци. Јас би ве замолила вас, како медиуми, вие сте една од важните карики, да ме повикате мене, некој од моите колеги, да може би направиме подигнување на свеста меѓу населението за знаците и симптомите на хематолошките заболувања, меѓу кои на малигните хематолошки заболувања, затоа што едно рано препознавање и носење на пациентот кај неговиот лекар, кај неговиот хематолог, може значи рана диагноза, а со самото тоа и предуслов за одличен успех во однос на третманот на заболувањето. Така да би сакала да продолжи нашата соработка во овој правец на подигнување на свесноста за хематолошките заболувања меѓу нашето население. Докторка, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Ова беше доктор Сонја Генадиева Ставрич, актуелен директор на клиничката болница за хематологија. Следете не на веб порталот и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам.